Почитувани слушатели, добро вечер. 107,4. Добро дојдовте во најновото издание, на ова вечерно издание на емисијата Шешмеш. Емисија за политички серии. Јас Иване Петров вечера се надеваме дека во редниве 60 часа вие 60 што сте 60 минути, 60 часа. Опа. Во наредниве 60 минути вие кои што сте нормални, трезни, не сте во ресторан по повод денов и сите останати работи, или едноставно сте станале дома да ги изненадите вашите сопруги или со исчистен станот кога ќе се вратат сега од кафеана. Слушајте не вечера и уживајте. И пред да почнеме со едно соопштение, една информација, почитувани слушатели, сите вие кои што вечерва возите низ улиците на град Скопје, многу внимателно гледате кој е пред вас и позади вас и како вози. Дамите вечерва им е дозволено нели да прослават и да возат како што сакаат, и секогаш возат како што сакаат, така да внимавајте ако приметите дека кон вас се приближува автомобил кој што многу чудно се движи. Правило број 1, качете се на првиот тротоар, правило број 2, газ трета и бегајте, и правило број 3, ако веќе нема каде да се бега, не им замерувајте. Вечерва е 8 март, денот, интернационалниот ден за борба на женските права. И уште така, една работа, да, и уште една работа да внимават. Ако даваш лев жмигавец, сигурно ќе вртат десно. А то другото лево. Да, другото лево. Другото лево, Тоа е другото како лево, се вика, да. така. Тука мора се внимава на тоа. Инаку ја не честитам на никого ништо на денешниот ден, бидејќи денеска е интернационален ден за борба на женските права, им посакувам што повеќе да ги остварат своите права, да бидат многу поравноправни, да го укинат оној закон шовинистички во кој што вели дека на одредени за политиката на одредени политички листи треба да има различност во половите, да има два од еден пол, еден од друг пол, што по мене е дискриминирано. Ако веќе се прави таков мове, треба да биде 50-50, нели? Така е. И со оглед на тоа, Ваня, не знам колку знаеш, ја денеска рчкав нешто барав, според последниот нелегитимен попис и предпоследниот легитимен попис, во Република Македонија има поише женско него машко население. Ајде. Да. Значи Тоа е за негде пофолба. 57,2% Тоа е се за жени. пофолба. Така да, правата на жените од прва треба да ги нели да ги добиваат на оваа наша територија. Кога сме кај нашава територија, кога сме кај правата на жените, пред светот бевме 3 дена оваа недела, нели? Да. На 5 март. 5 март. Ова така. година 8 март се падна на 5 На март. 5 март и тоа се падна во Прилеп. Во Прилеп. Уште Дедо Мраз им пореше да го донесе порано 3 дена да биде комплетно целото задоволство. Баш сега читам од Социјалдемократски сојуз, тоа ма пречкртано и нормално. Вика почит за жените борки. Мислам, ово име од оставштина од Заев, за жените борки. Борки те има во Star Trek, борки едни. На Председател планета се Димитар борки. Ковачевски со Сања Лукаревска, заменикот председател, дрм, не знам што, беа нели во Прилеп, има некој марш, ги собра жени, сите жени од Македонија, има околу 3-4 илјади жени собрано во Прилеп, положува цвеќе на партизанските гробишта, мислам, или на споменикот на паднатите борци, и во таа чест пишале за жените борки. А што има Жени врска? борци, ма мислам тоа ти текнува за... Борците од Втора светска војна со оваа приказна. Што има, И мислам... друга работа ме чуди. Може мислат Роза Луксембург и Клара Цеткин биле од Втора светска војна дека биле жени борки. Да, го Мислам многу интересно, оваа борки ми е многу го интересно. нападнале участокот во Прилеп, Клара Цеткин и Роза Луксембург. Нели? И од таму е целата таа приказна. Друга работа ме чуди како може века са таче Димитар Ковачевски, however, Ќурка. да биде главен, да, во Прилеп на протестот на протестот го прославата по повод 8 март. Дали тоа некоја жена да биде тоа? За подршка на барањето на женски права. И што побара? Не знам што побара, ама знам што направи Собрание. А тоа. Собрание направи, Царот таму беше многу добар. тоа не е ни за зборење, меѓутоа направи еден таков блам да кажеш на жена ти си грда, Ружна реч. ружна уствари. Што не е литературно македонски Право вака не, за. па добро, човеков е од како беше од Кембридж, од Црна Гора, така? Да. Толку Из му е- Подгорице. Из Подгорице, Кембридж из Подгорице. Из Подгорице, Из да. Подгорице, да. Ма не беше само тоа, беше нели станица Цисала да те види. Станица си сала. И знаеш што беше тебе го помина ни на 8 март ни ништо, нити она уранија, извини, пиранија, нити некој се нешто. извини нешто. Никој ништо, сите се Ништо, ќутат, ништо, сите се тераат. Сите молчат. Да, само да ги известам наши слушатели дека вечерно премиерно издание на емисијата од технички причини. Десето бичикле, Да, десето. не може да оди на интернет мрежата, утре ќе може веќе на репризата да го гледате на YouTube.
Вечера не става можност од технички причини, ќе не слушате Старски во радио. Така. Ако немате каде, во кола влегувате, пуштате радиото Тврдете 107.4. едно, две, три кругчиња таман. Да, поевтинува кога сме бензинот. веќе кај 8 март, интересно е со СДС. Чекаме една рака да дадеме. Ајде. Така. Може. Може. Интересно е со 8 март што таму има Димитар Ковачевски Ќурка. Таче го вика татко му, не на прекар, него Ќурка си го вика Токуманова, така да не што си лјути човекот за тоа. Меѓутоа ти текнува на оној сега што е амбасадор у Обединетите нации. Професорот на од правен Хер Фрчковски што такви луѓе не го сака американците. Ставаат такви луѓе на такви позиции кои што се женомрсци у буквална смисла. Ти текнува имаше инцидент со жена, тепаше жена на паркинг зашто му земала паркинг. За жена му дома веќе да не збориме, мислам тука. Да, фрле. СДС да слави 8 март, мислам да слави. Тоа славење и мене ми е чудно, слави. Цел свет протести прави, жените прават протести, излегуваат на улица, само некако на овие балкански простори некако се слави у кафана, со добра музика, добра пијачка. Да, тоа е за оставштина од Тито во времето на СФРЈ. Во Југославија приказната таква беше дека така, за да нема протест, поарно идете у кафана. Па денот на жените, па денот на мајките, па не знаеа веќе едно време како да го дефинираат, а што е најинтересна работа, токму овие протести во Чикаго што биле и сите тие останати работи, укажуваат на еден систем кој што последен, условно кажано, ги прифаќа правата на жените. Зашто ти го зборам ова? Еден чуден податок има вака во светската историја кој ќе видиш. Прва држава во Европа можеш да замислиш која што дозволила жени да гласаат на избори е Турција, брат. Турција. Да, се чудиш, тоа го прочита. Дури после неа. Дури и се чуди. Британија, Так. United States, и овие луки на модерни демократи, Германија и така натаму, после тоа дозволуваат прави на жени, така видиш ти има едно темно минато нели за Соединетите американски држави, оној момент на сегрегација. Потемно да немаш да Па видиш. баш така делење на темни и светли Так, луѓе и сите тие останати работи, па тоа било дури негде до средината на прошлиот век се случувало. Како состојба на види, СДС тие парадокси. СДС како партија која што прогресивни, нели они се декларираат за прогресивни, либерални, не знам како, уште што не и едно општество за сите. Општество за сите. Нели донесува закон родител 1, родител 2, така да сега секој кој што се чувствува како родител 1, слободно може да си слави 8 март. Значи родител 1, родител 2, може и родител 3 да се деси, така што тргнала работа. Па вика, кога ќе се пораѓа родител 1, може да биде и родител 2, ама препорачливо и родител 3 да биде тој што вистинскиот. Господе, зависија вересија, не вема. Студентите на протестов, зашто Прилеп го одбраја станежно, зашто во Скопје не го правеа? Стварно ви мене ме чуди тоа, зашто Прилеп? Ја знам зашто. Заради оние Има шепнато некој. Да, заради оние двете прекрасни полнички дами кои што нели кажуваат Да не ги малтретираат или за сендвиките. со чудните фризури што се нели две детки од Прилеп. Секогаш ме стануваат. Она што го гледаше заеб во очи, што му викаше ти си сонцето кое што изгрева, ти си ова, ти си она, и затоа Прилеп не е нормално. Ама види, по социјалните Може и Димитар, нели, по социјалните мрежи баш за тоа има сега и друга работа пишуваат луѓето и се мислат дека се овие од СДС мислат дека луѓето со кратко памтење, меѓутоа не се. Помнати тоа многу добро. Ти текнува Стево, оној од водно така наречениот председател на Република Македонија. Што имаше изјавено? Ги собраа, вика, како овци, ги качија у трло и ги качија по автобусите. Еј ги. Сега мислам со свој камен по глава се мава. Ги собра жените од цела Македонија, ја не ги нарекувам, ги почитувам сите жени, без разлика на политичка и верска определба, небитно, меѓутоа, неговите зборови тежат. Кандидат беше тогаш за председател, и тоа му беше на еден митинг од ВМРО, не знам како беше. Тоа го имаше изјавено, мислам, тоа го каже. Ги собра у трло, како овци, ги качија у автобусите и ги однесува. Сега они тоа истото го прават, ги однесува у Прилеп. Ги измалтретира жените у недела, наместо да си бидат дома со фамилијата, они мораат да идат у Прилеп и да маршираат заедно со Таче Ќурка дискриминаторот. Инаку, одбрана недела за да може да соберат повеќе луѓе. Види, може би знаел нешто што ќе се случува, па затоа и одбрал недела. Затоа што после недела следуваше нешто друго. Понеделник.
Понеделник, меѓутоа стара чаршија, нешто А ќе збориме за таа погасната интересен муавет. Не верувам дека знаел и да знаел, заборавил сигурно. Инаку прослава според некој проценки чинела во Прилеп околу 50.000 евра, така вика чаршијата во Прилеп. 50.000 евра коштало сите тие жени се соберат од целата држава. А во исто држава. време 20.000 евра треба да платат На 30 километри од нив. на 30 Во км. Кавадарци. У Кавадарци жени кои што работат у текстил и кои што тужеле за две неисплатени плати, за две неисплатени плати и судот пресудил да платат околу 20.000 евра на име судски трошоци. Социјалдемократија е. Суд беше тоа 20.000 евра на име судски трошоци. Се социјалдемократска до социјалдемократска Америка, и судов, и сада сама. Се. Кога сме кај прославуваме, тој не видов кај прославуваат, то сме марта. А дои прославуваат, ама на други места они прославуваат. Дај на друг начин. На друг начин они прославуваат. Ајде да видиме што се случува таму, тие начна тема пред малце. Па да, мислам, тоа е баш тема за овако за дискусија. Да, се случи нешто интересно. Случи интересно, не убаво у секој случај. Тама работа. Какви да се, што и да се, човечки животи се изгубени, двајца на лице место мислам, еден е тешко ранет. Чаршијата, ти што спомна чаршијата збори дека има повеќе рани. Меѓутоа не го кажува тоа, зборат негде околу 8-9 луѓе дека се повредени од таа 7 преставка. поле 101, потешко тоа го зборат, да Така, се врати така, како и- муаве дека наводно тројца жртви, а не две, но она што е Така. официјално од полицијата дека Билтенот полициски го кажува тоа. во вечните ловишта отидоа двајца. И тоа многу, она што најмногу ме чуди мене во оваа држава, познатиот наркобос, наркодилер. Тоа сакам да ти кажам, Чекај, па добре, бе, ако е познат, зар ќе седи у шише бар? Шиша. Ама не, еви да. Место у Идризово да седи, он седи Тоа у ти шиша викам, бар. што прави држава. Ама ако се сеќаваш, нели Деа влезе во Сарај, Да. и тогаш некој им шепнат внатре, кога најавија голема акција ваму таму, и кога испадна дека многу малце најдоа после тоа дрога, велат дека свиркачот бил во Новара. Деа мислам дека влезе и она, како беше планинска бура или како се викаше она акција? Да, што Прилеп. Не Прилеп. Планинска бура мислам дека беше горе негде овој дел беше тука, не знам кај беше пред неколку години кога влегоа исто кога беа предупредени, имаше и мртви, тогаш имаше некои и заробија фатија, меѓутоа главните им избега у Косово. Тоа мислам дека беше најгоре некај, ти ги знаеш поубаво местата Па да, па еве викаат дека овие пази, и ова не можам да го разберам, ване клан вика Грчец Дуќанџик и клан Беланцона, значи и имиња имаат кланови, имаат кој се историја. било овие од Рачинова? Па еднава група наводно биле овие од Грчец? Од Грчец Сарај, кои што се во коалиција заедно со Дуќанџик Чаир, Така? екипата, а другиве се Рачиново и Сингилич Ченто поново. Так. Тие биле две групи кои што сега види вака за Волјано вистината има голема историја. Цела оваа приказна што 2011 губија еден од најпознатите лихвари во Скопје кој што тогаш имаше менувачници, па после губија и брат му Ајет, па како одговор на тоа наводно беше напукањето во Александар Палас, ако ти текно каде што Ама истите луѓе тогаш истите луѓе ги имаше, да, па Истите после луѓе губија учествуваат тогаш, да. Камер, еден од главните играчи на Дуи во Чаир. Па минатата година губија братот на Камер со внукот. Секогаш тие работи се случуваат кога СДС е на власт. Да, Значи чистки у подземјето, дали се чистки, дали е за борба за превласт на улица, се едно, меѓутоа секогаш кога СДС е на... Пази, проба овие ботовите од кујната на СДС да релативизираат, па почнаа да ги спомнуваат, ти текнува на покојниот Мартин Нешковски, како у време на ВМРО ДПМН бил убиен, па за оној новинарот Никола Младенов, така беше, нели? Да, за Никола Ама Младенов. Никола Младенов се докажа дека човекот загинал со бракејка, класично со бракеја на несреќа. Да, дури некои квази новинари пишуваа дека од порекет во тој период Така, и тоа натаму, ама не тоа навлегувам не у тира. да. Меѓутоа, ти текнува дека за Мартин Нешковски, посебно за Мартин Нешковски, убиецот Да. беше фатен за неполни 24 часа истрпан у притвор, осуден и ставен у Идризово. Знаеш кој го пушти? Знаеш дека не е веќе у Идризово? Стvarno? Да бе, Заев. И Ама му тој беше негде во странство кидна, така? му беше у посета и го пушти. Леле, тие, значи, Да. посетиве им се како Бујар кога отиде сега во Софија, не отиде, например, кај Царкњас, Так. кај
Кај попот од Кога збориме кога справиме момент на оваа тема, нашиот драг колега, главниот и одговорен уредник на ова радио Лјупчо Златев е многу интересен статус. Сакам да ти го прочитам во Facebook. Во врска со тоа, па интересна е вака анализа, вика: под еден влегуваат во локалот облечени како специјалци. Прво влегуваат во мониторинг собата, ги гасат камерите. 3 се упатуваат кон делот на локалот каде што седат двајца кои треба да бидат убиени, извикуваат рација и ги убиваат само нив двајца, никој друг. Еден случај им се спротивставува, за него немаат задача да го убијат, му пукаат во подколеници во пета. Поточно во 2 куршуми, 7 мирени чао, колатерална штета 0. Вика, обично кога пука мафијата, секогаш има голема колатерална штета. 4 излегуваат од локалот, се качуваат во црното Ауди А6, возат со него кон шутка, застануваат улица Вашингтонска, на која нема буквално ни една камера, пардон, ни државна, ни приватна. Го палат автомобилот со бензин за да нема траги од ДНК, ги вадат маските, се качуваат во нов автомобил и сега никој не знае каде се, буквално може да се кава со мало, може да се дома и така натаму. Сите параметри кои што ги наведов горе говорат за огромно ниво на професионализам кој мафијата го нема. Сега овде има интересни неколку овие тези кои што ги наметна Лјупчо, значи за тип на профил на луѓе кои што се конспиратори ми е топ овакво, меѓутоа и кај големите скептици има 2-3 работи кои што не може да ги проголтаат. Дека е професионално извршено убиството според логиката на нештата мора да постои било каква спрега на било каков начин на овие луѓе со одредени структури поврзани со одредени државни, да наречеме, институции. Конкретно со МВР. Доколку ги дали нема со наше МВР, дали со некој друго МВР. Доколку ги нема тие спреги. Да. Зборуваме за кај нас. Шишабар Шишабар знаеш каде се наоѓа? На прометна улица, прометно место кај што сум имал можност да идам таму, сум влегувал, сум пиел кафе. На 100 метри под нив полицаец погоре, тука е турската амбасада. Да, погоре исто, да, турска амбасада е тука. Тоа е ване на воздушна линија 300 метри од влада. 300 метри воздушна линија. На 200 метра воздушна линија од америчка амбасада, биче. И така, да, значи од америчка амбасада, мислам тука. Сето тоа се случува, да. Да, гледаш тој момент него. Тука до америчка амбасада се случува тоа и без да никој. И пази, толку професионално што речи, што пишал еве Златев што пишал. Значи толку професионално извршено што ова не е мафијашка работа. Ова е од професионалци. А професионалци знаеме кај има. Да. И со кого соработуваат. И како целата работа кината. Некои луѓе ја поврзуваат и целава приказна со огнените. Со збиднувањата што се случуваат од ДУИ. Ако видиш вака, ако се навратиме назад, има од фотографиите кои што ги гледам денови од двајцата загинати, ги има со многу функционери на ДУИ. Меѓутоа, она што се луѓе кои што живеат и гравитираат онаму каде што во моментов огнените се најаки, а тоа е Сарај, тоа е Чаир, нели, Скопски, Студеничани. Да, меѓутоа видов слика сега од после доделувањето на наградата од УКИМ. Мислам, тоа не е награда, ајде тоа прво да го разграничиме. Виделе колку не писмено е напишале, на кирилично писмо официјално државата и Тхалат Џафериева. Тхалат. Тоа е една работа, меѓутоа. Дали виделе момент, значи наградата не е од тој, од синдикатот. Да, од синдикатот на УКИМ. А зашто, као добар синдикалец, што е? Сигурно многу добар синдикалец. Сигурно се бори за некои права таму за обесправените професори што се. Па да. Уште еднаш ќе прашам, каде бе ДУИ славеше денес 8 март? Прави на жени родова еднакво зелени, мелени, акви, такви. Кафеави. На организација. Они се организација, они не се политичка партија, они се организација. Ама зелени. Зелени, да. Зелени. И у поново време фудбалери и кошаркари. Добро, Ване, колку треба да не си добар во главата, ја вака се извинувам ова јавно што го кажам во ветер. Во кошула бела, во панталони. Да ти кажам одма, колку артан груби. И да и лакирани кондори, ти да играш фудбал на паркето, наму да го гребеш, да играш на шести спрат во државна институција. Човече, која болест е тоа? Кој комплекс е тоа? Аби имаш игралишта милиарда во Скопје, оди в шутни топ како ти, оди изрелаксирај се како нормален човек. И уште денес како брани Димитар Комашевски, вика кој како сака може да си уреди канцеларијата и така. Ајде сега јас ќе уредам канцеларијата, ќе земам од мојот драг пријател од секси шоп од Валиант реквизити, мојата канцеларија ќе уредам и така ќе изгледа мојата канцеларија, бидејќи мене така се релаксирам, нели?
Кој што Артан Груби се релаксира со фудбал и со Артан кошарка. Груби со фудбал и со кошарка. Ама ме Артан Груби интересува како освен без Сими зашто играше кошарка, да ми ги нозим се пред каша човекот, не може да го најдат. него го перцепирав како студија да им беше нешто као овакво нели. Па Кошев му го видели со боиње, па Да, со боите му беа ептено. Да ми Бога, прости брат. LBG-ти заедницата, ама многу педерски изгледа. Ово нема у Белграду. И уште кошарка. Кога сме кај спортот, знаеш ли ти еден феномен што се случува со клубовите кои што му беа миленици на Артан Груби, колку се грижи за спортот, знаеш ли? Тоа сакам да Сега двата негови клуба, Шкупи во фудбал и во кошарка, Тоа го се кажа протерани од Чаир и тренираат во Бутел. во Бутел тренираат, Еве да, те да. љубителот на спортот тој. А оно се на трибина да направи инцидент, нема стапнато на терен. Па да, да. А татко му беше неверојатен фудбалер. Сериозно ти кажам, играше многу добро во Слога, меѓу најдобрите фудбалери беше и беше најпознатиот турчин кој што играше во Слога во тој период. Сериозно ти кажам, Така, 20 години татко на Артан Груби. Но ете се менуваат работите, нели, во меѓувреме. Може би ќе даде кош, но може би е слаб кошаркар, ама е добар, што ва не? Види, ама Ми да сето кажа една информација преска вака моце и ова моце коса на глава ми се дигна. Ама види, сето тоа се случува ден после случувањата у Шишабар. Да, малце кулираат девек. Единство покажуваат, нешто джагара, багара, вакви такви. Или нешто друго. Затоа што поракава може да се свати и овак и онак. Зборот ми беше за кога сме веќе кај овакво уште малце за да завршиме со оваа тема. Имаме за- 60 сати. Таку 60 60 Немаме сати имаме, да. Едниот од убиените беше на слика заедно со примателот на наградата од синдикатот на УКИМ Добро, тоа. во кафана. Ја мислам дека И Мане онака вака. баш беа онака Ја мислам блиски. дека бившиот премиер на оваа држава може слободно да издаде албум со самолепливи сликачки Зоран Заев и Подземјето. Сигурно со 50 слика различни, нели сите му ги вадат онака. И оно му конкурира од водна. Кој да не? Стева the Great. Да. Стева the Great, the Да, President Стева му of the конкурира. North. Како му кема? И Стево си има слика на овие дечки кои што беа убиени. Па денеска уште па пази, некои портали толку гадни работи, мислам о покојникот све најболе како и црвите, но пази, бил голема мецена, поклонил 4 станови на социјално загрозени категории. Види ако сме кod така. Ти, ама тоа што продава, колку луѓе убил бе? Ама зашо колку луѓе убил Пабло Ескобар зашо го убие бе? Да. Па и он беше мецена, и он беше хуманитарец, нели? Ама колку мајки проплакале за тој стан, така? Овој 4 стана. Пабло Ескобар ти текнува, ги имаш гледано документарците, се излегуваат и податоци за него. Има набраено цели населби со куќи за да ги изгрижи бездомните Да. од кај него. Значи Меѓутоа, цели населби. Парите се црни од крв, Поцрни да не може да видат. Мислам парите се А Павло црни, Ескобар ама од бело. Да, Павло Ескобар, баш така црни од бело. А Павло Ескобар, еден податок читав многу смешен и интересен во последно време, човекот имал таков хир, си правил приватна золошка и донел нилски коњи. Да. И ти почна да се размножуваат и се целиот био универзитет таму што е во Јужна Америка е во прашање ставено заради тие што не можат да ги убијат нилскиве коњи. Толку многу брзо се размножили ги има во Јужна Америка. Едно од најопасните животни, јас се чудел. Најопасно, не едно, најмногу жртви има од нилски коњ по кај што ги има по Африка таму. Да. И викаш, приказнава, значи 4 стана, па имал девојка, па тоа денеска некоја девојка, некоја старлета, па ја тепал, па нешто. Задруга некоја, што е тоа задруга, не знам, меѓутоа па се жалеше, па ме тепаше многу, па не ми даваше да работам, па не знам што. И пази бил хуманитарец, а дрвело од јоте жената. Баш убаво за 8 март вака денеска. Онако 8 марта. Што објавува дечкиве денеска по портали. Страшна работа. У секој случај Бичикли мора да признаеме дека со оваа влада на СДС многу неубави работи не се случуваат. Ама премногу неубави Брат, работи. кажи една добра. Една добра вече. Се мислев од дома до до века до радио додека Да ги пофалиме една добра работа. Не, викам, добро. тоа си да бе викам да не збориме многу, да не Ми текна. Ване. Како викаше? Миле ми текна. Ване ми текна. Ја укина. радиодифузната такса. Ми текна конечно нешто добро. Да Ама не оваа влада, претходната влада на СДС Да, управа си. со лидерот Зоран Заев. Стварно за оваа влада што да размислиме. Диру, не ми текнувај. Еве го замрзна, Ќе искјутам цела емисија друга да ми текне, а како продолжи? го замрзна Димитар, левот, ти нешто да помогнеш? го замрзна Не, левот на 30 Јордане, дена ти? на белиот.
се кита, фолира, денеска вече немаат интернет, олабавени, супер и све е супер. А ти мисли се што добро направило? А ти мисли се што направил добро Драган Ковачевски? Димитар Ковачевски, нема сега Драган. Кој е Драган? Татко му беше? Татко му е, не знам како се викаше, татко му не е Драган? Или Драган беше? Драган. Види, во Куманово си или Драган, или Димитар, или Оливер. Од функционерите, да. По име. По име. Да. Не, сега има нов Максим. Мини Макси, не е тоа за не е тоа за вет. Да. А кога сме веќе кај пријатели дуи да закружиме работа, што се случи со коридоров 80? Интересно, денес има... види, денес што видов една интересна, не знам колку е приметија, додека подпишува договор у влада, ја такво нешто неам видено до сега, пред влада имаше паркирано погодишто. Што? Болничко, брза помош возила. Брат, 1,3 милиона евра е договорот. Некој може да се онесвежи, што би рекле очај. Да се онесвежи, да. Да се онесвежи. Болничко возило. Да, болничко возило имаше пред владата паркирано. И кога ќе биде сега, која... Сега која ќе биде, не е битно која ќе биде, битно... За Охрид нешто или за нешто друго? Сега не знам кој се Коридор 8 да не е према Бугарија оној. И 10D. Кои се тие два коридора, не знам. 8 мислам дека е према Бугарија, ама да не зборам вака од памет. Можно е коридор 8 да е према Бугарија. Можно е. Абе, шо бидна кога сме кај Бугарија, тие што ќе не ги даеше бугарскиот министер за внатрешни. 1,3 милиона евра, бичикле, не задлужуваат. Ќе го кажем и тоа. Меѓутоа, синоќ беше на една национална телевизија овој што подпишуваше премиерот Артан Груби кај една новинарка од тука една населба голема Скопска, близу овакво. Тука е, да не ја кажем која е населбата, да не им правам реклама. Со кромит многу се занимаваат, има на времето произведувале многу. Срба и Мане да ги поздраваме од кај нив, од Срба Мане. И пази, го прашува колку чини километар пат. Така? И колку чини според нив? Според Артан Груби многу. Еднаш кажа, мислам дека тоа му беше голем лапсус, еднаш кажа 835 милиона евра. Добро, види Ване со оглед на додека направиле 3000 километри. 1300. 1300 км. Малце ќе да им се овие пари. Малце ќе да им се овие пари. Чешијата, знаеш што збори? Дека од 2 до 6 милиона директно иде у нивни џебови. Машала. Од 2 до 6 милиона евра. Добро, толку ли неизживеност, не само на оваа структура, општо на политичките структури во Македонија кои што енарно влегуваат во политика да се обогатат, нели ја научи лекцијата дека од премногу крадење од тие милиони, милиарди што ги прават, условно кажано, дека стануваат цел понатаму и на државата да им ги одземе парите и на мафијата да им ги одземе парите. Значи, оно е врати 26 станаве, ти се верували, од плата како началник на еден од секторите во Министерството за внатрешни работи, човече. 26 стана. И оно е наму што е големото здание на площад Македонија. Да, само тоа. Кој знае што ќе излегува до прва целата работа, ама тоа нели по идеологија бил во Моровец и сите тие останати идеолошки во Моровец. Кога сме кај Дуи, интересно е Иванела Дуи Огнени, некако се заоштрува работата по митингот во Чаир, на кој што мора да признаеме, прв пат официјално некој го нападна Али Ахмети, значи Муса Џафери му влезе онака со клизачи како ви кажат. Види, тоа не веќе не ги рачунат, тоа они ги рачунат уствари, не се митинзи, тоа е собир со граѓаните, знаеш, да имаат некоја комуникација, интеракција, затоа што било изгубено чувството кон обичниот гласач, што е вистина до некаде. И кога ги видов сликите од настанот, бога ми, Чаир беше топ. Од мала речица тие треба да се подзамислат добро што понатак. Али Ахмети црсто стои позади Артан Груби, од кои причини само он си знае, и екипата околу Артан Груби, еве сега после и тоа го слушнав, не статутарно било, го назначил оној садениот со садена коса што е Бујар Османов, го назначил за координатор, не знам што, за Чаир, за кај тебе таму нешто. Да, ама што е најинтересна работа. Ама не било излезе ни за едно партиско тело не е поминато, значи оно што го барат само што не е поминато, немало такво измислена позиција, позиција исто кој за Артан Груби, прв вице-премиер на влада. Да, измислена кога да има шварка како ви кажат војска. Пази, човек кој што го води ресорот Министерство за надворешни работи.
Ресор кој што Давач има со опсе. председавач со опсе. Второ појачина во светот бил после Џо Бајден, така се Така се представува сега. Да. Друга работа. Кој проблем Македонија го има со Бугарија? Преговори со Европска унија, денеска Зајкова конечно призна јавно емисија дека е скрининг процес, дека уште не се почнати преговорите. Инаку Зајкова е, да, со Пренџов на ТВ Дуел БА, Пратеников, и кажа дека тоа не е отпочнување на преговори со Европска унија, туку е скрининг процес. Зборе нешто околу уставните измени. Ма види, знаеш што е интересна работа? Ако веќе некој треба според позиција, според јачината и квалитетот во партијата, али да назначи, би требало Артан Груби да го назначи во Чаир. Прв нели вице-премиер, меѓутоа Артан поминува лошо, уште поминува уште полошо Бујар. А Бујар мислиш Инаку добро ќе помине? Бујар е прв комшија со Муса Џаферите, се верува куќа до куќа живеат во Топанско поле, вака. Први комшија. Сигурно многу убаво живеат, а? Па не Сидат знам, на да кафе. видам што кучиња чуваат у последно време. Но она што е интересно е дека очигледно Али Ахмети не мисли веќе на своите луѓе и тоа го сваќаат полека, но сигурно луѓето во Скопје во Чаир, бидејќи со ова ги закрвува. По мене го гори Бујар Османи страшно со целото тоа, бидејќи нема ама апсолутно никаков авторитет, нити па некогаш на терен за гол во Чаир Бујар Османи. Од друга страна изедвечите една голема величина на теренот меѓу луѓето. Впрочем и опет со луѓето. Так. И некои анализи ване викаат дека ако хипотетички кога овие огнените би направиле политичка партија со она што располагаат во моментов, а тоа е апсолутна власт во Скопје, значи збориме Сарај, Чаир, Студеничани, Бутел, Газибаба, само во Рачиново има стара структура на ДУИ, која ше уште верно на Ахмети, друго е све на ова така наречена огнена група. Ако знаеме дека во Куманово после речиса после убиството на она многу и не сме да припади ДУИ официјално еднаш беше со милион полицајци Али Ахмети, ако изгледа овие како политичка партија, ако знаеме дека во првата изборна единица отприлика 20 албански пратеници влегуваат во кецот, во двојката од 5 до 6 зависно, бројката може да биде 6-1 според мене за огнените. Бидејќи во прва изборна единица рачуни Сарај Студеничани еден нема да освојат глас ДУИ, вамо е Блерин, вамо е Кеци 2, меѓутоа и шеската е интересна. Ако мислам зајаснели гравитираат на тој дел таму, што да се случи во меѓутоа и шеската, ако ништо повеќе, мислам дека у најмала рака гласовите ќе ги поделат и ќе бидат пат. Така да и ликот му е сменет на Али Ахмети во последно време, никогаш не сум го видел онаков. Но што прави, не застанува. Значи, не застанува. Го разрешува Изет Меджити од координатор, не знам како им се вика тоа. Да, вика не сум бил никогаш тоа, нити по овој може да биде нешто. Тоа ти го кажа, Изет Меджити го кажа, тоа вика нити е статутарно, уште помалку па има таква функција вика кај нас у партија. Но тоа беше една добра маска, верувам Ване, за нешто што се случи позадина. Значи, сите функционери од заменици министри, државни секретари и директори кои што влегоа се во коалиција од Алијанса, на местото на ДУИ влегоа исклучува на луѓе на огнените. Исклучиво, да. Сменија и умовар, и директори, и заменици директори, и подсекретари, и државни секретари. Секој што имаше наклоност кон огнените се сменија. Значи се. Ќе види, ја очекувам интересен период. Посебно кај ДУИ. И друго нешто ме овака многу интересно е кога ќе гледаш овака од странаве. Порано ВМРО, па биле реформатори, па имало овакви, па имало онакви. Цело време акцентот беше на ВМРО. Сега овака од страна кога гледаш, па и не е толку лошо, интересно е да ги гледаш, ама да не е отворени. Па добро, ВМРО имаше добри 30 години ретроградни процеси. Па овакви ВМРО, онакво ВМРО. Сега се случува обединување моментов, се со она човек партија што е на Лјупчо Георгиевски, Лјупчо Балко и го видели бе Трендафилов, Карамфилов, како му беше името. Се освестил ли он бугарин станал? Не, секој бугарин. Верувај, он е главниот приказнава. Така, ама сега е дефинитивно скроз се освестил. Сега двете очи. Порано со едно толку гледал, сега со двете. Тоа ти е драг мој Ване на стари години кога ќе почне да читаат луѓе, кога не читале на време, тоа и не. Како му беше Георги, му беше името како му беше? Георги Трендафилов и Балкан Кан беше тоа, така? Балкан Кан, да. Вие како се викате, Руша? Излегува, онака, знаеш он како зборува, онако дури да го сложелиш и последните 5 банки што ги имаш од джеб да му ги дадеш,
кажува како бугарите биле дискриминирани 30 години, па како... Кажи ми, дали го знаеме ја и ти доволно добро него. Го познаваме. Ќе ти кажам нешто за него. Кажи ми, не, само да ми кај, дали освен државна висока позиција, он у живот нешто друго работа. Освен кога го ставија председател на ВМРО Народна, Кој ги изгуби печатите? кога се скри, кога го бара, месец дена, кога го бара, кога не може да го Не, бара. работел нешто друго, ќе те демантирам, сега ќе ти кажам, то сакам да ти го кажам. Постоеше еден Илија. Баш ме интересира. Илија Тепев се викаше на Добро. времето, тој беше на едни ланеца супермаркети, како се вика, Тедико беа или како беа, Немашно. типот. И тој го беше недовар друг на Ѓорги Трендафилов. И човеков не плати данок овде, тргна полиција да го апси, тоа беше пред 5-16 години, и заедно со Ѓорги избегава во Бугарија. И од што нема што да прават, досадно им беше луѓето на Варна, како дует се пријавија и пееа на Пирин Фест. Немој, молим. Тоа ти ми се друга се водеше Ѓорги Трендафилов. И пејач беше певец, што ви река Певец. тама, така да... Дали имал блиски контакти со Азис? Па мора, тој ми е главниот, тој ми е иконата таму. Иконата ми е. Аз сум загадка, аз сум всичкото това. Како викаш? Инаку нази справо име и презиме му е Васко Тодоров. Не Тодоров се нашиов. Немој. Васко Тодоров е. Немој бе. Та за момчето се вика Васко Тодоров. Кога сме кај нив, овие фудбалерите ќе ги оставиме за друг пат, у кабинет што игра фудбал и кошарка што игра. Кај игра ги виделе какви беа, со тоа лакираните кондурчиња, со тие Страшна работа. срцки на тоа паркетот. Страшна работа. Да, Ване, ја, ти, Димо и Јордан плаќаме плаќаме данок. данок за некој да таму да си У игра кабинет на фудбал. 6 испрат тамо да игра Со фудбал. бела чорапа гипс, го видели како беше цар, еј. Господе, земи си ја вересија. Бугарија имаат избори сега за скоро, у април мислам дека им се изборите. Треба на 1 април да ја бидат. Ама бе, на нив и на 5 да им се паднат, пак им се направи. Пак им се направи, Пак им да. се на 1 април, така да не е страшно тоа туку. Ама трагедија, црно треба да врземе, ма не. Стварно? ВМРО не учествува на изборите во Бугарија. Бойкотираат. Бойкотираат. Бойко Борисов, оној Каракачанов и оној Ангел Джамбасов, Джамбазов. Джамбаски. Абе, на него треба Абе, сите нов во Бугарија, само овој на ски, најголем бугарин од сите. Да. Интересна работа. Они бойкотирале нешто, слушнав ја, да. Ќе бойкотираат, не може да изборен праг да поминат. Ни дома не гласаат за ни више. Ја мислам дека они самите кои ќе излезат на гласање не гласат за Да се гледаат еден со друг. Да. Со краси О, кој за нема кого го беа. Туку нешто у последно време гледам овие наши овдека, наши наводници, од влада се поголеми бугари од бугарите. Они се борат повеќе. Овие некако скроз на страна у кампања не е слушнато нешто многу за да ја користат Македонија како карта за подкусурување и такви работи за добивање политички. Дали ја научи лекцијата у Бугарија конечно? Не, ја мислам дека некој им кажа. Немој да сте писнале оти мафија работа. Седете си мирни им рекла. Ама треба некој на овие да им каже да престанат со тие барање за уставни измени, која јасно и гласно опозицијата им кажа дека уставни Ама измени. ќе добија еве сега со овој- го се нели на од 64 Да, од 64 на 62. на 62 се сега го Те со Тоа е исто Козаев кој каже на 2017 ти текнува 49-51 резултатот, вика ние победивме. Направија влада, да, направија влада, меѓутоа 49 е поголемо од 51. Кога ја носел на бабата нусата од Чегране кај беше дикти текнали кои За режими. жалење беше, за жалење. Каква срамота беше. За жалење беа. Меѓутоа, тоаш да се случеше уште еден пратеник да пренагнеше на страната на коалицијата на ВМРО да помни коалицијата, ќе беше сосема друга приказната денеска. Така да многу за жалење не им се дуи ова што им се случува. Не, ич не се за жалење они. Кој на другиот му Види, мислиш? многу убаво ова што се случува. Бе. После 22 години апсолутна власт, 20 години колку се веќе. Да. Освен една година и пол која мораше од 2006 па 2008. 2006 беа у јуни, па 2008 мораше нови предвремени Година и заради 8 нив. месеци, така прилика. Па така нешто, година и пол беше, заради нив мораше да има нови предвремени парламентарни избори за да влезат у влада. Плачеа кај ќе стигнат по америчка амбасада, по холандска амбасада. Таде тогаш ВМРО ДПМН доби подршка од НСДП на Со Тито Петковски. Тито Петковски и неофицијална, неформална подршка од ВМРО Народна, која што имаше 4 пратеници. Так, Што не влезе во владата, ме подржа владата. да. Условот беше да не се влезе дали дуи од тој процес и мислам дека Да, ма имаше сосема коректна соработка со Демократска партија на Тачи. Тогаш Тачи беше коалиционен партнер од албанците. Така. од кога отиде Зборам за Џафери, од кога тогаш. почина од таа партија Џафери ништо од нема. кога, Е. так. Исто што ќе се случи со Алијанса се нови избори, ќе ги снема, ќе се Алијанс има да ги претопат. нема. Како вика, има да те или има да те нема. Ќе станат дел од дуи.
Малце да се пребациме на градов, да ти кажеме на интересна информација на градов, на Има држава пак цела. нешто? Па не вика 2 милиони евра, нема да веруваш, 2 милиони евра се сплатени мината последниве година и пол на име на оштета на каснување од куќиња на територијата на цела Република Македонија. Чувате, потенцирам година и пол назад, бидејќи сите овие случаи се случуваат во време на владењето на претходните градоначалници. Така бе, така. Што биле? Така. Значи, државата заради тоа што нема закон, заради тоа што не спроведува шинтерски служби и заради тоа што не ги заловува куќињата, плаќа оштета 2 милиони евра на Со тие за 2 каснување на милиона куќиња. евра ќе се направат такви стационари низ државава, низ Македонија, што ќе бидат згрижени куќиња. Меѓутоа види, за нив можеме и посебна емисија да направиме за бездомните куќиња. Треба да се донесат поригорозни закони во Македонија. За љубители, тие што ги остават на улица не се љубители на домашни миленици. Не можам да их. Меѓутоа имам информација од прва рака, што многу ме радува. Моментално две општини од овие скопскиве размислуваат, и тоа на големо размислуваат, да си направат собствен стационар, Тоа е добро. да си вработат луѓе и да си имаат шинтерска служба и да се грижат за бездомните куќиња. Да. И тоа можам да ти кажам дека две од поголемите општини овакво. Да не ги криеме, Исто треба. аеродром и кисела вода. Да, исто треба и закон да се донесе за чување на куќе. Ако сум јас чувам куќе, морам да го пријавам, нека го чувам. Морам да имам соодветна документација за него. Домашен миленик и закон за одгледувачници. И Мора да ги одгледувачници, разграничат. Тие две работи мора да се разграничат, Апсолутно. затоа што види, секој чува куќе, па ќе се спарат, па ја ќе продавам, не знам, пекинезер или шарпланинец или кане корсо или не знам што, па не можам да ги продавам, па ќе ги однесам вечеру, ако живеам у аеродром, ќе ги однесам у Ѓорче или обратно, ќе ги пуштам таму, па Да. како Добро, просто за ќе- тоа има решение берза може да се отвори во стационарите, да ги праќаат луѓето Значи, бесплатно и секој готово. домашен миленик, ако сакаш да профити, ќе си плаќаш и данок, бе. Зимаат убави Абе, 250, 300, 500 евро од Секако мора да платиш данок во секој случај, но не можеш да ги ограничуваш ванесите да ги стерилизираш од аспект што во биолошкиот процес пример на куќето потребно е еднаш или два пати да роди женката за да нормално не мора да опште ги живее, нели? значи не мора да ги ограничуваш. Меѓутоа ќе им наметнеш услови кои што ќе Па мора да, да тоа ги ти викам. исполнат. Да има пасош секое куќе, Така, да се знае така. кој му е собственик, што чуваш, како чуваш, чип да има, сите тие работи да се знае. Ако се случи да има легло, да се пријави леглото. Обавезно. Така на крајот на криштата не морам да ги продам куќињата, ќе ги донирам. Така. Меѓутоа да си има место како што кажеш. Има стационар во општин аеродром. Дечки, еве ви куќенца, толку се, дајте ги. Така. Тоа е коректно. Само треба малцина и на Само и на види, свеста овие- се работи ване. Кај луѓето. И ние имаме малце проблем тоа. Мораме да бидеме искрени. Имаме проблем, меѓутоа имаме проблеми со овие невладените што се као за заштита на Добро, тие се заштитуваат нели со донации Да. цело време вака. информација, Само податок. малку извини ќе те прекинем. Димитар, да не сме досадни? Не, добро. Значи имаме еден податок, овие што работат со као друштва за спасување, за заштита. Анима Мунди, никако да Ани- од прво да ги кажам. Не можам да ги... Ама не е само Анима Мунди, има у Скопје има X регистрирани. Ги зимаат, пази, и дури и на улица, уличните куќиња ги бираат. Сега ги ти кажам зошто. Ги чуваат тука, ги лечат ако се болни нешто, да, имаат некое вложување 100, 200, 300, 500 евра, да. Меѓутоа, имаат разработено таква страшна мрежа, Англија и Америка, кај што у Англија куќе, и тоа пази, ги бараат оние што се со аномалии, значи Да. повредено, па куца или безно. На емоции фаќаат. Не, у Англија има некој тренд на вдомување на такви животни, Текам на емоции ги фаќаат. и плаќаат луѓе од Англија од 1500 до 5000 фунти за едно куќе. Тоа е добар бизнис. Не се знае за ова интересно. еве ти добар кажам. бизнис. Америка неде од 1500 до 3000 долара. Машала. Сега скоро пријател ми кажа за едно куќе што го взе од Америка пратиле специјален авион само за него. Значи за куќето да го земат. Си чувале, сигурно луѓето се сиромашки. Да. Чувале 3-4 куќиња, им се засвиѓало, го виделе ова куќе. пратиле авион. Тука може спот да направат со студентите. Пратиле Како авион. куќето мој. Нигде нема друго, да. Пратиле авион да го земат куќето од Америка.
Страшна работа. Ја и ти сакаме кучиња, ама има и дамбетар од мене. Има и други што сакаат. Ама и по дамбетар од нас имала. Ама за друго сакаат кучиња. Ние даваме, они зимаат, изгледа од нив Кога зимаат. сме кај кметицата на Скопје, ова е поврзано со град Скопје, нели, ова исто со кучињата. Не знам дали беше можност да видиш деноеве комуникацијата со градоначалникот на Бутел, со Дарко Костовски. Убаво, да. Ја немам видено некој таков бекенд да направи после толку време. Ова не беше бекенд, ова беше... Да, како беше? Не знаеше кај е Бутел, кога те носе. Па уште улицата да ми ја кажуваш. Уште улицата да ми ја кажуваш кој е, вика, да, има право да знаеш. Потполно во право. Меѓутоа види, ама па за тоа седна и од ние не сме должни, ние сме должни и се договоривме сукцесивно. Имаме само извини мала дигресија, сугестија на нашиот драг пријател Боман Максимовски, ама нема разбирам, вика проверете Мадрид како е решен проблемот. Во Мадрид Бобане Задрид решен проблемот, да знаеш. Да, задрите. Така, да си знаеш. Да си знаеш, Бобане. Кај ни беше муабетот? Не, Бобане сега не знаете. Од само Беља да направи. За Бутел. Не, за приватните превозници. Така. Од ние не сме должни на нив не знам милиони колку илјади евра. Милиони и пол. Сега се договориле, распишу колку е смешно. Распишува нов тендер за приватните превозници со тоа што вика Слобода превоз и Мак Транс не може да учествуваат на... Тоа си направи незини издруженија, тоа е финтава сега, не знам дали знаеш. Си регистрираше... Ама тие се автобусите, бе, бате. Па тоа сакам да ти кажам, тоа е тоа. Пак се тие автобуси, не се некои други. Добро, како може да ми кажеш? И сега сме должни, ќе им платиме, онака ќе си плаќаме, се договоривме, ќе си го отплаќаме долгот на рад. Чекај, 2 месеца, 3 месеца луѓето... Ма лудило е уште лудило ни Скопје. Да. Ајде да видиме. Да ти кажеме на работа, бе, Теодосија Гологанов ја пушти. Ај честито. Е пара частиш ване чорба. Чим ја пуштиле? Ја пуштија. Јас имам за чекање на кај Александар Палас. Теодосија Гологанов конечно ја да бидеш кај Александар Палас кај Вердер, прва светска војна така изгледа. Немам поминато, гледам дека е раскопано нешто, ама у две насоки се вози, што е многу битно. Тој ли ваму на кај се стира на Александар Палас, Вердер, прва светска војна да видиш. Ме викаш еден пријател, таму има едно ресторанче, убаво го знаеш кој е ресторан, и ме викаш овие денови треба да отидеме, баш ќе видам. Позаобиколница се отидеме кај човекот, пошто ќе ти се одиде ако стигнеш до таму. По тоа трцкање, имаме ли нешто во мреживе вака, пошто време не гази полека, сигурно да не забораваме дека поздрави еден пријател од Куманово, Тони, онака го викаат Слонч. Прекрасен човек. Од Куманија уште го памтам човекот. Добар глумец беше и добар советник во општина Куманово, прекрасен дечко. Дечко, да. Пола век има. Бехтел и Енка. Тие со овие. Знаеш кои се тие? Тие со овие што избореве преска, така? 1.300.000 ревизор, вакво како се вика оноа што одат и што гледат како се прави. Ревизори. Контроли, ревизии, супервизии. Во вредност од 1,3 милиарди евра. Чекај сега те прашам, толку е проектот? Да, за изградба на автопати. Во тие пари се и градењето и се или само надзорот? Да, меѓутоа надзорот е неде околу, како што слушнав, неде околу 22 до 25 милиона евра. Машал. Да. Затоа брза помош предлада, го викаш. Го кажеш. Артан, ќе кажев нешто груби нежни. Има мало голче во канцеларија, зарем е чудно. Не бе, брат, иш не е чудно, бе. Да. Иш не е чудно. Ко уштала, например, у фарма, да имаш онака, не знам, цвеќе нешто у краварска фарма, па да имаш цвеќе посадено, не е чудно ич. Груби вели дека министрите се желни за резултати. Па и ние сме желни за резултати. Па не одличите 2-2 завршија според нашо главна. Така. Дали куца правеа па да 2-2 за нас. Не можеме да ја покажеме оваа слика. Ќе ја покажем овака на камера, ако може да ја видат. Многу интересен детај кој што Малкумина го пази моја вртоврската што ја носи каква му. Денеска извади на пресконференција, знаеш, и ја фрли. Значи го прашуваш од Инфомакс на главниот уредник, ја фрли рече, ја вика никош нема да ја облечам, а ви чорапите ми се такви вика. Оваа вртоврска мене многу ме потсега на маскерна униформа. Покажува некоја моќ нешто покажува. Ма не било војска бева, некако може да бога, не за пушка да држите. Така? Да. Како бе не било војска? Не било, малечок е. Мајчкар. Интересно вика. Утврдено дека тројца председатели на македонските судови не можат да го докажат потеклото на имот.
тројца председатели на судови Боже не мој. може да докажат потекло на имот. Ајде ти сега... Не го ме чудиш. Ајде ти докажи чија е таблата. Таблата е моја. Имам фискална сметка. За неја која е купена. Боже мој. За- Тројца не- председатели на судови. Ова е Тројца интересно. председатели на судови. Мајко, Види, има интересен А тие треба да бара да видат кој друг има потекло на Има имот. интересен твит, мислам нели ти речи преска за покојните се најдобро, него морам да го вика Северна Македонија загуби 20 ретки државници, а најверојатно идни јавни обвинители. Бог да чува и да. Еве ти сликата што ти кажував пред некои сликани со Да. еден од убиените. Италија. Добро, Талио е познат, нели се Талио сите. е познат. Два пати има дезертирано животот во две војски, што сакаш поише батив. Вака се Дупли вика. дезертер. На Твитер најубавиот. На 8 март сетете се дека Беки Расани, истепа полицајка и Оливер Спасовски ја натера да каже дека се удрила од пајакот. Бекер си е се уште функционер, а полицајката поради притисоци си даде отказ и замина во Германија. Во Германија Среќен отиде, да. 8 март. Да, во Германија ти да жена. За 8 март сетете се дека Фрчко истепа жена на паркинг место. Фрчко е сега амбасадор во Обединетите нации во Њујорк, а на истепаната жена и останаа шамарите. Среќен 8 март. Мислам, Значи, ако тепа жена ќе станеш амбасадор во Њујорк, или ќе бидеш висок функционер во ДУИ, или во најлоша работа, кој ги врегаш, ќе станеш премиер на оваа територија, во Така, моментот на кој така. што живееме. Тача да има грейт. направено интересна компарација помеѓу бугарски историчари и српски историчари. Така? Врзани две книги, вика древните българи Шумер и Вавилон. Сега тоа Шумер, Шумен да не име, Шумен. Шумер го пишале со Р. Вајде тоа Р го читам, ја не знам. Шумен не бе и Вавилон. Као Вавилон бил бугарска, бугарите го изградија. Деве се али дозна пати Да. се нивно. Али пази пандан. Срби су саградили кулу Вавилон. Текст кој е доказ да смо најстари народ. Изгледа заедничка градежна фирма имале овие. Има. Со стрвија таму. Има еден денетич помен. Има интересно, а Тој ова беше морам цар. ти го, овој морам ти го покажам. Вика држи вода му Аветов. Малку шала за 8 март, вика празникот на жената првично бил на 6 март. Ама додека да се договорат која што да облече станал 8 март. Да, док издржиме вечер до 12 сата, Да. ще малце ситно ние. Вика, само за непостоечки автопати на коридор 8 има направено криминал од 3 милиарди евра. Се ова е со амин од Пендаровски. 3 милиарда пари. 3 милиарда пари ли су. Еве го ова што ти го кажува, Бирн. ДУИ и СДСМ подпишале скандалозен договор од 22 милиона евра за надзор на американскиот проект Бехтел Енка. И тоа пази, Бирн е истражувачко новинарство многу квалитетно, мрежа светска, многу позната, која што прво Македонија почна се бави со истражувачко новинарство. Меѓутоа, една цела приказна ме чуди, значи, во целата оваа работа, што прават оние што даваат пари, што се изведувачи, велиш дека се американци, велиш дека се странски инвеститори во целата оваа работа. Што прават од целата работа? Значи, тоа е исто како јас да вложувам сега пари, да сакам да ставам 100 евра и да ми го стават Петко да ми биде надзор, ама Петко во претходниот пат кога бил надзор за пари 50 евра пари. И цапрал. И се истиот ја треба да му верувам, дали со моите пари. Ќе му веруваш како мислиш ти? Ја врска со случувањето овдека имало рација, па исто Боби ми пушти нешто, наш драг пријател. Претрес во Боби од Македонска... Мадрид. Боби Мадрид. Или од пеклање во обикол. Претрес во македонска каменица. Внимавај. Пронајдена воздушна пушка и дијаволи. Туга мале. На 6.3.2023 полициски службеници од Овара Делчево го лишиле од слобода. ИГ-30 во С Моштица, општина Македонска каменица. При претрес во неговиот дом извршен со судска наредба биле пронајдени одземени воздушна пушка Унхер калибар 4,55 мм, Тоа не треба дозвола 4 полка за 5 полка треба дозвола, јасно. метална цевка од ловечка пушка во должина од 35 см, метална цевка. Значи, да, метална цевка со должина од 55 см и кутија со 119 дијаволи.
Значи страшна рација направиле луѓево, а одиме на Оливер Добро, Спасов. што е незаконско цитови работи, оде не можам да разберам. Значи, сега отиди у Микеи, најлегално можеш да си купиш диаболи колку сакаш. Да. Воздушна пушка 4,5 не ти треба дозвола. За Ама, 5,5 ти треба. не Што ти кажеш да треба, ви ама. Да, само со лична карта. Не ти Што е треба. криминалото приказнава? Ама еве го лишиле од слобода човекот. Зашто? Што правил? Па еве има воздушна пушка и диаболи. Не заебав. Пази, Мајко мила, за оној интересен твит има. Че сериозно? Бе? Сериозно, најсериозно. Најсериозно, да. Господе, боже. Има еден твит, некоја Лолита твитерџика, најверојатно или твитерџија, оној што му даде награда на Арбен Џафери. Ангел Ристов, што му даде признание на Џафери, е брат на Ѓоко Ристов. Апелационен судија што го пушти Мјалков од притвор. Која рима има човече од дека, па Ѓоко. тоа е просто неверојатно. Така да си знаете. Леле. Да. Добро, ви като Македонија мала држава сме, втор пат не можеш да се ожениш роднина некој ќе ти биде. Така да не е чудно секој да се знае. Еве, Димитар, негде при крај сме да знаеш со Ване, рековме дека неколку емисии нема многу да правиме говед за бугарите, туку за нас место бугарите ќе збори неговото височество Богдан Илиевски, во народот познат како Бетмен. Ване, да се одјавиме тука негде Па вечер. полека би требало. Океј, јас да ви посакам убава вечер на сите, заедно со Ване. Утре гледате на епизодата вечера не можевте. Од технички причини не можеше да оди емисијата На на мрежата. YouTube каналот. Така, бидете живи и здрави. Се слушаме наредната недела. Не заборавајте дека фреквенцијата е 107,4. Исто така, ова не заборев пред да пуштиме песнава, дека сите вашите сугестии, коментари, сите ти останати работи можете слободно да ги испраќате на Facebook страницата на Радио Лидер, на која што можете дали да кажете што мислите за целата наша емисија. Ние од наредната емисија ќе пробуваме да прочитуваме по некој пријателче кој што нели ќе ни се Овако уклучи. или онако. Вакво или онако, however, како и да е. Уште еднаш ви благодарам и пријатност ви посакувам ова вечер со програмата на Радио Лидер 107,4. И чекате ги жените дома.